Почитувани, добар ден и добре ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Ние тука имаме навистина ексклузивен гостин кој што верувам дека многу добро го познавате. Добре ни дојде поранешен градоначалник на општина Прилеп Маријан Ристевски. Уште на почетокот честит роден ден. Благодарам за честитката. Навистина е после подолго време, 7 години, се појавувам во јавност, па 7 години е доволен период малку да ги одмориме граѓаните од мене и јас да се одморам малку. Така да оваа емисија мислам дека ќе биде пријатна, бидејќи се познаваме лично со сите вас, имавме одлична соработка во минатото, има доста слушаност радиото, ви посакувам успех да имате уште поголем понатаму. Благодарам. Ние денеска ќе зборуваме на граѓански теми. Се надевам дека, бидејќи сме во предизборие, нема да имаме во однос на темите околу политиката многу што да кажеме, заради тоа што навистина граѓаните заслужуваат одредени одговори, а вие имате што да кажете со оглед на тоа што бевте 3 мандати градоначалник, исто така бевте кандидат за пратеник и избран пратеник, меѓутоа одбравте да останете во Прилеп. Во тој контекст, денеска сте вработени во општина Прилеп, во локалната самоуправа, но исто така работите како едукатор и како предавач на многу настани кои што се поврзани со работењето на локалната власт од позиција на поранешен градоначалник. Неодамна бевте на еден настан, дводневен настан во Сокобајање во Србија, каде што своето искуство во однос на менаџирањето на локалната самоуправа го пренесувавте на градоначалниците од Република Србија. Но би сакала, бидејќи тоа е повод за разговорот, денеска да проговориме што настан беше во Сокобајање и на каков начин беше тоа дружење и едуцирање на градоначалниците во Република Србија. Вака, прво да започнам со тоа дека денеска од оваа перспектива како, да речам, прилепчанец, граѓанин на Прилеп, не како градоначалник, многу поинаку се согледуваат некои работи, луѓето се многу поискрени со мене од претходно и мислам дека многу пореална слика се добива за градот кога не сте на функција, отколку кога сте биле на функција. Тоа важи со сите функции, верувајте, и го имате тоа и вие сигурно лично во пракса доживеано, така да градот треба да го чувствувате пред се како прилепчанец, како граѓанин, и ако добијате во животот некоја шанса да станете некој функционерате и прв човек на градот или татко на градот, градоначалник, навистина целата таа љубов треба да ја преточите во развој и во работа во градот, подобрување на квалитетот на живот на вашите сограѓани, да го препознаваат вашето дело, за што сте дошле градоначалник, да оставите трак во градот, едноставно да оставите историја на не само на град Прилеп, тоа важи за секој градоначалник. Видете, во 2013 година имаше парламентарни избори, поради мојата популарност и моето име, тогаш ете одлучи мојата партија ВМРО-ДПМН да бидам втор човек на листата, тогаш мислам дека носител Ставрески беше, и станав по автоматизам градоначалник. Меѓутоа, пратеник се извинувам, меѓутоа во моето размислување пред се лично во разговор со тогашните партиски органи имав многу започнати големи крупни капитални проекти, сега да не ги напоменувам, ги знаеме, пречистителната станица беше во зачеток, имавме изградба на многу локални патишта, водоводи, парковски површини, училишта да се реконструира, така да не ми дозволуваше тоа да заминам сепак на пратеничка функција. И мислам дека во иднина човек кој што добил мандат од граѓаните, бидејќи видите две функции во државата се непосредни функции кои добиваат мандат од граѓаните. Тоа е претседател на државата и градоначалник. Другите се парламентарните избори, избираме политичка опција, програма и така натаму. И мислам дека во иднина многу помалку треба партите, тоа е еден, да речам, не позитивен, него негативен пример, да популарноста на некој градоначалник се, иако има уште години од добијаниот мандат од граѓаните, да се стави на листа за гласање во парламентот, иако не треба да биде исклучок, сепак некој може би смета дека ќе даде голем допринос и во парламентарната политика.
Меѓутоа, ја мислам дека сепак кога добивате мандат треба да останете до крајот на својот мандат. Јас одлучив да останам и продолжив да работам и во наредниот мислам трет мандат од градоначалничката функција. Иначе искуството кое што го имаме стекнато навистина е големо. Да кажам, ние бевме пионери, прва генерација на децентрализацијата. И кога сте пионери нема од кого да прашате да земите пример. Ние на нас се учевме, на нас се вежбавме како градоначалници. Често пати бевме во дослуг со другите градоначалници, истите проблеми ги имавме без разлика кој на која политичка партија припаѓа и ги решававме во тек. Сегашните градоначалници имаат примери од кои да научат на позитивните и негативните искуства. Еден од тие примери сум и јас како бивш градоначалник во 3 мандати во градот Подмарковите кули, така да сметам дека имаме акумулирано доста знаење, доста искуство и секој јас лично и не сум себичен во давањето на знаење, искуство, идеи и така натам, така да сегашниот градоначалник и сите идни градоначалници, за жал претходниот градоначалник не ми испија кафе со мене да слушни некој, да речам, мои размислувања, совети за градот, продолжување на започнати проекти и така натаму. Меѓутоа секој, не само сегашниот и воиднина што ќе бидат градоначалници, нормално никој не е вечен на таа позиција, исто како јас што не бев вечен. Добро му било искуството од сите да го согледа, да увиди и да носи поисправни одлуки за понатамошниот развој на градот. Целото тоа акумулирано искуство како градоначалници, пионери на децентрализацијата, како еден, ајде да речам сега да не е само фалба, од поуспешните градоначалници понапред на општина во тој период во Република Македонија, често пати сум мета на голем број, да речам, невладини организации, странски невладини организации кои сакаат да го искористат моето знаење и да го споделат моето искуство со градоначалниците на овие простори. Меѓутоа, и во соседна Србија бевме повикани. Јас да упатам голема благодарност до извршниот директор на ИРИ во Србија, Пол, се извинувам презимето, беше Прошовски, да, се извинувам. Исто така и Желка Цвеин како извршен директор на ИРИ, меѓутоа одавдајќи и по покана на Мангова, господја Мангова и секако еден од предавачите со мене, представник од ИРИ во Србија, беше и Марија, која што навистина е еден прекрасен човек и има доста познавање во минатото, која што исклучиво има соработувано и работено на проблематиката со општините. Така да двајцата како предавачи бевне, имаше еден убав, импозантен настан во Соко Бајна, каде беа присутни градоначалници, заменици градоначалници, советници, беа присутни и други представници на сите политички партии во Србија. Имаше што да научат, да размениме искуство. Ние две држави сме навистина многу блиски држави. Имаме заедничко минато историја, бидејќи потекнуваме од таа екс-Југославија. Посткомунистички држави сме, двете држави започнаа во процесот приближно исто на децентрализација на локалните самоуправи. За жал и Македонија и Србија го миниме потешкиот, потрнлив пат во зачленувањето во евроатлантските интеграции во Европската унија, со многу отстапки кои ги правиме досега како држави. Се надевам дека сме оптимисти во иднина тоа ќе се надминува и што побрзо треба да бидеме дел од нашата заедничка историја, тоа е Европската унија како семејство. И мислам дека многу добро и интересно беше предавањето. Секогаш правам моите предавања да не бидат професорски, него да бидат интерактивни предавања со лични примери. Исто така во тоа да учествуваат и самите учесници со своји примери, па да вадиме некои општи заклучоци, добри заклучоци за иднината на нивните општини и така натаму. Малку е поразличен системот во Србија. Тоа беше и прашањето во однос на децентрализацијата и во однос на
поголема транспарентност на работата на општините, може ли да се направи една споредба за владењето, општинското владење, локалното владење во Србија и во Македонија и што е разликата меѓу нас да и Србија? една мала споредба, значи Македонија ги избира градоначалниците на непосредни избори. Градот ги избира, граѓаните, општините. Меѓутоа во Србија имаме еден паралелен систем. Имаме тоа истиот систем како до 96-та година, кога Советот избираше председавач на Совет, председател на Совет, кој што понатаму беше во улогата татко на градот или градоначалник, а исто така има со закон донесено по големите градови како Белград, Ниш, Нови Сад, Крагуевац и така натаму, каде што пак со непосредни избори се избира градоначалничката функција, односно кој да биде градоначалник на тие градови. Меѓутоа, во суштина проблемите се исти и таму и кај нас. Ние спаѓаме во сепак посиромашните држави кои што кубурат со пари, различно се справувавме со сите оние предизвици кои го зафатија Балканов светот во ова блиско минато. Тука беа економските кризи, енергетската криза, ковид кризата. Еве сега имаме и голема инфлација, пораст на цени, така да државите треба да се справуваат со тоа, а сето тоа се одразува на општините. Иначе да напоменам дека децентрализацијата представува еден од најдобрите процеси кои се случи во Балканот, посебно во Република Македонија, бидејќи децентрализацијата е еден повисок степен ниво на демократија, односно приближување на власта кон граѓанинот. Со префрлајнето на ингеренците, надлежностите, трансферот на ингеренците од централно на локално ниво, граѓаните видоа многу повеќе благодети, бидејќи тие ингеренции сега ги спроведува локалната самоуправа и затоа треба тие ингеренции не само да бидат пратени од централната власт како ингеренции кои се префрлат на локалната самоуправа, тоа треба да биде пропратено и со парични средства, односно фискална децентрализација. За жал, почетокот на децентрализацијата не беше баш така розов за општините. Добивавме ингеренции, меѓутоа не добивавме доволно пари за плати на вработените, па камоли за извршување квалитетно на тие ингеренции. Меѓутоа со текот на времето се нормализира, стабилизира, иако сметам дека фискалната децентрализација треба да биде главниот фокус и тема на идната влада, бидејќи гледам во сите извештаи што ги дава Европската комисија за Република Македонија, еден од нотариалните проблеми во извештаите представува проблемот за назадување на децентрализацијата и фискалната децентрализација овие 5-6 години во Република Македонија. Едно подпрашање, колку би можело дигитализацијата, која што во Македонија започна уште пред, веќе кога споредуваме со Република Србија, уште многу пред Република Србија, може да помогне во овој процес на децентрализација, особено во делот на фискализација? Може многу да помогне, меѓутоа, видете, имавме ние навистина двајца прекрасни министри во минатото за информатика. Едниот беше Иво Ивановски, кој денеска е еден од генералните директори на една од поголемите компании која што се занимава со информатика во Европа. Тоа е мислам дека е во Виена со седиште. И Марта Тонеска, која што беше прекрасен министер, голем познавач на дигитализацијата. Еве пак ќе ви направам споредба Македонија и Србија. Тогаш Македонија беше неколку чекори понапред и во децентрализација и во дигитализација. Јас тоа и лично го знаев, бидејќи ние бевме збратимени со Ваљево и често пати имавме меѓусебни средби и тие идеја на гости кај нас, меѓутоа еднаш годишно и ние одевме ги посетувавме. Беа многу поназад во децентрализацијата и дигитализацијата. Меѓутоа овие 5-6 години, она што го видов сега, докаде е стигната дигитализацијата на државата и посебно на општините, навистина тие се неколку чекори понапред. За жал,
тој процес во Македонија, тоа е многу олеснување во комуникацијата со граѓаните, извршувањето на потребите, решавањето на проблемите кон граѓаните, да едноставно од дома комуницираат со општината. Сега сите имаме мобилни телефони, имаме компјутери дома, е дигитализирано цело општество и ние треба тој процес на дигитализација во светот да го пратиме како држава и да го применуваме и како држава и како општини. Меѓутоа да напоменам зошто е Србија понапред тргната, една од причините е тоа што овие неколку години токму министерката бивша за информатика е главен советник на владата за дигитализација на државата и општините. Меѓутоа имаме и сега добар министер кој што господинот Андоновски, кој што мислам во идната влада би бил исто така министер, би го подобрил многу процесот на дигитализација со најавување на неколку мерки, гледаме на медиумите, тоа во многу ќе се подобри во проблематиката поврзана со урбанизмот, со решавањето на проблемите, инфраструктурните проблеми на граѓаните и се она општо што значи како квалитет на живот во самите општини. Иначе да напоменам само дека не сум бил предавач само преку ИРИ, тоа е америчкиот или интернационален републикански институт. Ме викале на предавање и преку Конрад Аденауер Штифтунг, тоа е германска невладина организација поврзана со ЦДУ. Сум бил на предавања организирани од Европската унија. Сум предавал на градоначалници во Брисел пред 7-8 години како председател на Комисија за финансирање на ЗЕЛС и дел од управниот одбор на ЗЕЛС. Имавме предавање пред Европскиот аудиториум и градоначалници од Југоисточна Европа како успешен пример за користење на ЕУ фондови. Нели Прилеп беше прогласен за лидер во Македонија на користење на ЕУ фондови. Во 12 години мандат успеавме да извлечиме преку различни проекти, без денар да дадат граѓаните на општина Прилеп, преку 80 милиони евра за реализација на различни проекти. Дали тоа беше водоводниот систем, канализационите системи и пречистителната станица, изградба на многу канализации, локални патишта до населените места, реконструкција на училишта, голем број проекти, верувајте, не беа реализирани со средства од централниот буџет, меѓутоа беа реализирани претежно со средства од ЕУ фондови и други странски фондови достапни за општина Прилеп и Република Македонија. И тука да нагласам, еве кога станува збор за квалитетен градоначалник, да биде било кој, зборувам градоначалник, прво треба и основно да си ги собери сопствените извори на средства кои што законот ги нуди на градоначалниците, односно законот за локална самоуправа. Тоа се фактички средствата од улица, да си соберите, приберите во буџетот и тие средства преку проекти после пак да му ги вратите на граѓаните, значи да му го подобрувате квалитетот на живот. Тоа е едната работа. Втора работа е да имате квалитетни проекти, кои што проекти ќе бидат секогаш спремни на било која, да речам, најава од централната власт, од било кое министерство да може да аплицирате, да извлечите средства за капитални инвестиции од тој централен буџет. Мада тука имаме сега и да не спомнувам пак политика, реков нема толку политички да водиме емисијата, секогаш има проблем централна и локална власт. Ако е централната власт од една политичка опција, локалната власт од друга, секогаш имаме проблем на комуникација и реализација на проекти. На некој начин централната власт сака да ги казнува локалните власти кои што не се од политичка опција, а тоа не треба да биде, не сме да биде во иднина. Еве јас ветувам дека во иднина новата влада нема да има таков пристап. Ќе има пристап, затоа прво треба да ги почитуваме граѓаните. Тие градоначалници не се сами поставени како градоначалници, па сега да му правиме кочници. Нив ги избрал народот. Ние ако и кочиме тие градоначалници, како што е пример сега со општина Прилеп или другите општини во Македонија кои што имаат опозициони градоначалници или градоначалници кои не припаѓаат на владеачката гарнитура до СДСМ, ајде да ја казниме да не му даваме пари за реализација на капитални инвестиции. Со тоа си казнувате сопствените граѓани. Таков пристап не сме и да има и мислам дека за подобра распоредување на средствата од централниот буџет треба многу повеќе да се реализираат регионални проекти на региони како што е
планските региони, Пелагонискиот плански регион. Сите региони во Македонија имаат различен степен на развој. Треба идната влада нормално ќе води, да речам, многу внимание на тоа, да повеќе средства добиваат региони кои се понеразвиени, а помалку средства да добиваат региони кои што се повеќе развиени, со цел да имаме воедначување во развојот на регионите. Посебно оние инфраструктурни проекти кои за жал има еден куп кои се градат во Македонија повеќе од 6-7 можеби и повеќе години и не се гледа крајот да бидат истите завршени. Сума сумарум, од овој мој одговор треба да кажеме дека едноставно пред да дојдам да сумирам во разговорот, значи заборавив да кажам дека многу битно е локалната, било која да има и добар стручен тим кој ќе биде подготвен за проектирање на проекти кои ќе бидат готови за аплицирање во странските фондови. Видете, нашите држави се посиромашни овдека на Балканов. Општините се сиромашни, секогаш кубуриме со пари, никогаш нема доволно пари. Значи, најнапред ќе биде она општина која што ќе има готови проекти да ги аплицира за користење на тие странски фондови. Затоа, јас предлагам сека општина да има банка на проекти. Што значи банка на проекти? Банка на проекти значи да имате еден рафт во кој ќе имате готови проекти селектирани. Проекти за инфраструктура, проекти готови за екологија, проекти готови за образование, проекти за труд и социјала. Се она што е под капата ингеренција да може веднаш да се реагира. И штом ќе излезат тие конкурси, вие имате готов проект, аплицирате и голема е веројатноста да добијате средства. Видете, ниедна странска фондација не дава пари на лист хартија. Така, треба да бидат квалитетно сработени, издржани, ревидирани. Меѓутоа имаме тука и пак друг проблем. Еве и да имате проекти готови, ако ги приложите тие проекти на некоја, да речам, ако ви ги одобрат тие проекти од овие странски фондации, вие треба да имате и добар урбанизам. Џабе ако имате проект ви дале пари, а вие не можете да извадите одобрение за градење на проектот, после уште повеќе ќе се усрамите, или ќе ви ги повлечат парите назад, ќе ви ги земат, или ќе се одолговлекува проектот, или ќе искористите само дел од вкупната сума средства кои што ви ги доделиле. Затоа е многу битен, стручен, квалитетен тим кој ќе работи во општината исклучиво, ајде да не речам на штанцање на вакви проекти готови, ќе ги става во една банка на проекти и тие проекти понатаму виднина ќе бидат готови за аплицирање, влечање пари, а пак делот на урбанизмот треба цело време континуирано да работи на детални планови кои ќе бидат од развоен карактер, ќе му давате насока и правец на градот во кој дел да се развива. Еве јас ќе ви го објаснам со личен пример. Кога станав ја градоначалник, градот имаше 30.000 невработени. Бев на европски светски рекорд во невработеност. Знаете и вие, се сеќавате. Може би помладиве генерации не знаат, меѓутоа ние знаеме. Сите фабрики беа пропаднати, немаше никакви инвестиции. Не знам дали 10 или 15 луѓе беа во работен однос во градот од 50.000 работоспособни. Значи, главната наша стратегија, која беше во тој период, да развиваме индустријски зони, да го развиваме генералниот план на опфатот да биде поголем, во кој ќе бидат планираните технолошко-индустријско развојната зона, се направи индустријски зони за лесна индустрија, за градење и така натаму, со што ќе овозможиме и на домашниот бизнис сектор и на странскиот да тојдат да инвестират и да намалат невработеноста. Денеска имаме една многу подобра и порелаксирана ситуација, немаме толку невработени денеска, практично немаме и кои немаат работа. Сега се извинувам, некои можеби не можат навистина да најдат работа, но меѓутоа претежно луѓе кои не сакаат да работат или пак луѓе кои одат странство и се враќаат пак во градот. Не дај Боже заминуваат од градот. Најголемиот проблем сега пак и стратегија ќе биде иселувањето. Исто имавме голем проблем тогаш со инфраструктурата. 62% градот беше неасфалтиран. Не знам дали памтите. Беше асфалтиран централниот дел на градот, некои од главните улици, цели населби беа без асфалт, без канализација
без соодветен водоводен систем. Ние стотици километри направивме нов водоводен систем, канализацијата доведиме градот да биде до некое ниво за да може да функционира како град. Јас памтам, мене како дете ме скориваа да станувам на Сабајле да полнам вода. Немавме вода, така беше во 3 во 4 Сабајле со цистерни. Прилеп овие 15 години нема проблем со вода. Прилеп го реши проблемот со вода, иако треба и понатаму да се бориме да бараме нови акумулации за вода, бидејќи градот е жива материја. Исто така да напоменам, начекавме лоша инфраструктура во образованието, руинирани училишта, се начека лоша инфраструктура, парковските површини, ни еден парк не беше среден. Направивме дисперзирање на паркови, нови парковски површини, кои ден денеска ги уживаат граѓаните и треба да се одржуваат истите. Направивме нови плоштади, ново осветлување и така натаму и така натаму. Дадовме на добра основа за понатаму идните градоначалници да не се занимаваат со овие основни проблеми што треба да ги има градот и да функционира, него додат понапред и да се занимаваат со многу подобри и пософистицирани проблеми кои ќе овозможат една нова, да речам, димензија или едно ново ниво на развојот, функционирањето на градот и така натаму. Јас ќе му дадам предност на нашите слушатели или следачи на Facebook, бидејќи имаме веќе коментари и прашања, а јас имам едно прашање поврзано со одредувањето на приоритетите при владењето како градоначалници или како локална власт. Повеле Никола? Сигурно ова последно прашање кој што ќе го прочитам сега прво е од Перо, вели оти ова не се одржа, сега што правиме? Тоа е првото прашање. Второто прашање е од Весна, вели кои 3 работи прво би ги направил за Прилеп ако си функционер, градоначалник, министер и така натаму и така натаму. Тоа како второ прашање и Миле вика го ценам твоето мислење, затоа прашувам зошто младите се иселуваат од Прилеп, дали поради институционална негрижа за граѓаните или поради немање на работни места. Добро, додиме ред со ред прашањава. Првото прашање беше зошто не се одржува. Ја мислам дека, видете, имаше навистина едно добро одржување и Прилеп беше прогласен за најчист град во Македонија, најзелен град. Дури и по некои инерции, наследник го после мене градоначалник, поради претходното работење на локалната, третманот на отпад се уште сме први во Македонија. Примарна селекција на отпад никаде нема, да се разбериме. Имаме и секундарна селекција на отпад, сега одиме на терцијална и новиот градоначалник треба да ја реализира господин Борче Овчевски, фабриката за отпад, за кој има обезбедено средства од централен буџет и тоа ќе биде голем потек. Јас го поддржувам градоначалникот и директорот на Комуналец, тоа ќе биде навистина еден многу добар потек во однос на заштитата на животната средина, хигиената во градот и така натаму и ќе бидеме повторно пионери во Македонија со една таква локална фабрика за селекција, понатаму нормално и преработка на отпад. Меѓутоа да и пофалам и претходните раководители кои работеа и функционираа во локалните претпријатија. Меѓутоа, после моето завршување со градоначалник, ја не сакам сега да се сватиме пак политички, некако како да наредните 4 години застана градот во однос на каскањето на средувањето, реализирањето на нови проекти, одржувањето на хигиената. Еве да ви кажам, животната средина, први во Македонија бевме кој го воведивме проектот Човек улица. И ден денеска градовите ме прашаат за тој проект како го спроведуваме. Порано, не знам дали некој пред мојот мандат имаше видено комунален работник кој што работи чисти улица по малата. Тоа беше негде низ центарот и толку. Понатаму спроведивме, јас кога го викнав претходниот директор господинот Ристевски кај мене во кабинет, првото прашање мое беше колку вработени имате. Ми кажа бројка, велам па не е доволно чист за бројката на вработени што имате градот и тоаш дојде до идеја да се спроведи Човек улица, така да еден човек задолжен за една поголема или повеќе улици во малата уредување на парковските површини и за една недела, за еден месец извинувам, направивме генералка во градот, луѓето одма видоа промена, бидејќи пред на улицава кај нив никогаш претходно не било учистено, исчистено. И досега овој проект продолжува и добро се спроведува. Мислам дека малку 4-5 години се наруши тој концепт, не знам зошто како, меѓутоа сепак мислам дека градот повторно иде на она ниво каде што треба да биде.
треба уште малку поголема ангажираност, организираност, видете се кубури со квалитетни кадри реално во градот. Значи, сите сакат канцелариска работа, меѓутоа работници за уредување на паркови и чистење на улици некако поретко се најдуваат. Тоа го знаеме од пракса и мислам дека на добар пат сме градот да биде она што беше, меѓутоа и да се изградат нормално нови квалитетни парковски површини, детски игралишта и така натаму. Меѓутоа да не се запоставува на претходното. Дури и да не градите нови, вие одржувајте го на што било направено, граѓаните ќе бидат, верувајте, задоволни. Имаше второ прашање. Уште еднаш. Второто прашање, кои 3 работи би ги направиле за Прилеп? Па 3 работи, видете, најголеми проблеми се иселувањето. Би направил една добра стратегија со која би биле вклучени младите луѓе и мислам дека тоа ќе биде видната програма на мојата матична партија ВМРО ДПМН, каде што ќе пробаме барем голем дел од младите да ги убедиме да останат во средината каде што учеле, растеле, живееле и така натаму. И мислам дека ќе има добра понуда која што е немало претходно со цел да ги задржиме младите. Видете, не бидува развој на држава и град без млади. Не бидува, верувајте, тие се богатството на една држава. Ако порано млади луѓе од Македонија бегале ради нивната социјална состојба и така натаму, сега имаме друг пример. Сега ситуирани млади учени луѓе заминуваат во белиот свет, дали е тоа Европа, Америка, Австралија, со цел подобар и поквалитетен живот. Второ што би направил, би го зголемил јавниот ред и мир во градот да биде на многу повисоко ниво. Видете, не е дозволено во 21 век да имаме палење коли, гребење коли. Тоа мене лично ми се случи во повеќе наврати. Не е добро да има, како да речам, други девијантни работи, како што еден од најголемите пороци моментално тоа е дрогата, наркоманијата во градовите. Тоа сето треба овие служби како што се полиција и другите кои треба да ги санкционират, треба да бидат многу поагилни, поажурни и градот колку е помирен, толку луѓето повеќе ќе сакат да останат во него. Колку градот е поуреден во тој поглед, толку повеќе инвеститори ќе гледаат иднина да дојдат овдека и да инвестират. Никој не иди, верувајте, во општина и град која што има проблем со редот и мирот. Не е безбедна, моментално мислам дека Прилеп е на едно пониско ниво во тој поглед. И трета работа која би ја направил, повеќе, да речам, спортски игралишта, терени и занимални каде што би оделе младите и возрастните луѓе, колективно би се дружеле и би уживале во голем број на настани кои би се случувале од спортски, културен, било каков карактер во градот, бидејќи имаме една голема масовна депресија во Македонија пред се од економската, политичката, социјалната ситуација општо во државата и мислам дека ако понудиме вакви работи, барем ќе влијаеме да не бидат толку депресивни луѓето и да барат излез во заминување од државата или од кај знам да се затворат дома и така натаму. Мислам дека треба малку поведро да почнеме да ги гледаме во иднина работите со цел да се направиме подобро и попристојно место за живот нашиот град Прилеп. Имаше и трето прашање кое беше? Да не останеме должни на нашите слушатели. Прашањето беше поврзано околу иселувањето, зашто младите се иселуваат од Прилеп, дали поради институционална негрижа за граѓаните или поради... Дека го одговорив, не се задоволни од системот едноставно. Јас имам многу пријатели, роднини и комши кои што замина беа добро ситуирани, беа не да речам како средна класа, општество со да работи едно друго, меѓутоа замина пред се од незадоволство од системот, од државата и сето она што го спомнав претходно. Горде имаме убава гледаност, уште едно прашање има директно до Ристевски, дали имаш пасош од Република Северна Македонија? Пасош од Република Северна Македонија за жал го извадив затоа што мора да еве патуваме, на пример Србија, ајде и со лична карта може да влеземе. Меѓутоа, за жал, видете, на мојот став личен ги имам милион пати кажано, не само во мои разговори со луѓето и јавно. Република Македонија е мојата матична држава, меѓутоа, онај срамен договор кој што се случи претходно направи да
Јас се зголеми агонијата, посебно кај македонските граѓани во овој период. И она што кај му го сменија ги понижија со името граѓаните на Република Македонија, сега гледаме и со новото понижено име имаме ново понижување со издавањето на тие патни исправи, пасоши, возачки дозволи и лични документи. Имале од тој срамен договор 5 години време да ги сменат, луѓе некои ги мениле, добиле исто пасош со Република Македонија, лична карта, меѓутоа последна година две му викат на луѓето, иако е со важност таа лична исправа, му викат дека треба да ги променат и тоа настана еден општ хаос овие неколку месеци. Меѓутоа не е тоа по наша вина, тоа е вина поради неорганизираноста на едно централно владење во секој ниво, да кажам, не само со лични исправи, тоа е тоа. Во однос на функционирањето на локалната власт, она што би сакала до вас како прашање да го упатам, а секако од искуство можеби ќе имате ваши некои согледувања, станува збор за таа поврзаност која што и самите велите дека треба да има еден градоначалник или една локална власт со граѓаните при одредувањето на приоритетите за решавање на нивни проблеми и во однос на комуникацијата со граѓаните. Бидејќи сепак има чувство граѓаните и јас, иако сум новинар, е дека директната комуникација со граѓаните единствено може да се види само на избори кога треба да се гласа. Во меѓувреме нема таква комуникација ниту со советниците, ниту со граначалниците, со исклучок ќе речам, бидејќи и тука бевте предводник како граначалник, имавте отворен ден за контакти со граѓаните, исто така имаше во повеќе наврати посети како граначалник. Се случи и короната кај нас, можеби тие контакти се изгубија, но колку е потребно да се востанови механизам со кој што локалната власт, граначалникот, советниците, луѓето вработени во локалната самоуправа како администрација да имаат директен контакт со граѓаните да ги решаваат нивните проблеми, бидејќи само на таков начин можат и тие што се во администрација и како граначалници и како локална власт да знаат што им треба на граѓаните. Видете, било да сте граначалник, вработени во овие јавни институции, раководители и така натаму, треба да живеете со реалноста. Поголема реалност имате доколку имате добра комуникација со граѓаните. Постојат повеќе начини и форми на комуникација со граѓаните и има една формула математичка, вели транспарентност плюс отчетност е еднакво на одговорност. Сите овие две фази за да дојдете до одговорен граначалник, функција, локална институција и така натаму, треба да запазите овие две работи. Транспарентноста сака да ја имаат граѓаните, да знае, видете колку повеќе ги вклучувате граѓаните во процесот на организирање на работата, во процесот на проектирање, во процесот на јавните набавки, во трошењето на финансиските средства и така натаму, поголема ќе биде транспарентноста. Транспарентноста на било која локална институција, на било која општина, локална институција или било која друга државна институција во многу зависи од обученоста на администрацијата за транспарентно работење, тоа е прва работа. И втората работа е од политичката волја на гарнитурите кои ги водат институциите на степенот на транспарентност. Ја мислам дека ова време денешно, јас сега не можам да кажувам дали е транспарентна или не локалната самоуправа, тоа може да го кажат граѓаните, бидејќи јас сум вработен во локалната самоуправа. Меѓутоа, со дигитализацијата се создават денес и многу повеќе и подобри можности за комуникација со граѓаните. Јас ќе кажам некои примери кои ние порано ги применувавме. Имавме, например, доста добри функционални местни урбани заедници. Основна клетка на локалната самоуправа е урбаната заедница или местната заедница по населените места. Тука беше главниот контакт со граѓаните. Дали тоа ќе биде преку отворени средби со граѓаните, дали тоа ќе биде преку анкетни прашалници кои ги прават редовно приоритети на граначалниците или пак со оние знаете, при крајот на годината правевме турнеја низ сите урбани местни заедници, пензионерски клубови, невладини организации и така натаму. И од тука собиравме ние информации
покрај тоа што дававме информации што работи општината, имавме фидбек. Собиравме повратни информации што да вградиме во буџетот или идните програми за реализација на идниот буџет за наредната година, и тоа беше таа конекција граѓани, локална самоуправа или локални институции беше одлична. Гледам и сега се спроведува. Меѓутоа, можеби треба на еден поинаков начин сепак да кажам дека денеска сме дигитално општество и малку начините, условите налагаат и поинаков начин на комуникација со граѓаните. Имавме отворен ден на идеи, знаете и самите, тоа беше еднаш на 2-3 месеци. Имаше многу идеи кои се реализира од тие отворени денови на идеи. Идеи за реализација на голем број на паркови во градот, детски игралишта, реконструкција на училишта. Од денот на идеи произлезе и изградбата со подписи. Дојдоа граѓани од двете населби Жабино Мало и Сточен пазар да се изгради училиште во нивната населба, кое за жал сега знаеме во каква состојба е. Училиште кое 30-40 години било во генералниот урбанистички план предвидено, и децата нивни години и децени оделе пешки, ајде сега откако обезбедивме и автобуси, купивме и автобус, одеа организирано со автобус неколку километри да учат во училиштата Климент Охридски и Рампо Левката. Се изгради, за жал се стопира тоа училиште, а требаше да се догради, да се изгради дворо, пристапен пат и училиштето да биде во функција. И тоа беше од денот на идеи со подписи на 200-300, да речам, фамилии кои што живеат во тие две населби. И така ние од тој ден на идеи собиравме голем број на идеи кои што ги имплементиравме после во наредниот буџет. Имавме отворен ден за граѓаните. Видете, кога ќе ја гледате како граѓанин обичен, зградана, општинска, и си мислите кој знае што се случува во зградата, се прави обично граѓаните, знаеш, цело време мислат дека кој е на функција па е криминалец, кој знае што се прави во општината, се реализира проекти и така натаму. Меѓутоа, на тие отворени денови граѓаните непосредно може да видат како работат одделенијата, секторите, градоначалникот, да присуствуваат на состаноци отворени од градоначалникот. Ја држев состаноци со раководители, директори, граѓаните седнати, слушаат што разговараме, ме разбирате? Значи, едноставно да отворите општината, да видат како функционира општината, бидејќи голем број од граѓаните не знаат, а од друга страна, пак и тие да изразат желба понатаму да комуницираат, или ете видни на некој може ќе се пронајде да работи во општината и така натаму. Најинтересни беа децата кога иде од основно и средно училиште, беа фасцинирани како функционира една општина. Тие учеле во тетратките, во книгите, во учебниците учеле што значи општина, што значи градоначалник, меѓутоа може и практично да видат. Такви денови отворени имаше и во сите јавни предпријатија, тоа беше дел од транспарентноста. Меѓутоа да напоменам дека секоја општина и секоја локална институција главната комуникација со граѓаните има преку веб страните. Веб страните треба да бидат од доста професионални луѓе, ажурирани, редовно да бидат ажурирани. Навистина ми е срам кога ќе видам нека општина отворам помал или поголема општина, нема ажурирана страна 3 месеци наназад, како ништо не се случувало, запрел животот. Значи, граѓаните, ако сакат нешто да се информираат, комуницираат, прашат и да добијат одговор, токму треба тие веб страни да бидат алатка за комуникација. За жал, ние имавме една од најубавите веб страни која беше поддржани од со странски донации. 2017 година, не знам од кои причини, зошто, тоа е и кривична одговорност, ја избриша веб страната, ја уништи ја. Тоа е еден историјат на градот Прилеп. Пазете, ние имаме социјални платформи, социјални мрежи сега, Facebook, Instagram и така натаму. Меѓутоа, таму не останува трак останува за работењето на општината во веб страните. Кој му дал наредба, како му дал, и еве јас сега би повикал да сите луѓе кои што се одговорни на таа проблематика, да може да ја рефрешираат, односно да ја вратат веб страната, да граѓаните видат што се случувало и претходните години, што се случува сега и што ќе се случува во иднина. Тоа е веб страната, ме разбирате, комуникација, интерактивна комуникација. Не само историја, туку на некој начин. Буквално се, ама тоа може да му биде поука и на идните градоначалници што треба да работат еден
патока с прирачник за работа веб страната. Чекајте да видиме што работел претходниот градоначалник, дај се јас ова подобро да направам. Сега тие нема од кај да видат. Сега граѓаните да отворат веб страната како животот во Прилеп да почнало од 2017-18 година навам, како да немало пред тоа ни град, ни развој, ни граѓани, ни проекти, како ништо да не се случувало во градот. Тоа не е дозволиво. Со тоа се унаказани самите граѓани. Меѓутоа има и други алатки, видете сега, например, овие социјални платформи нудат па многу побрзо ширење на информацијата. Интерактивно ширење на информацијата. Значи, вие давате информација, добивате фидбек, повратно одговор. Ви прашањата така не стигнуваат во вашето радио и тоа треба да се правење на анкети исто така може. Правење на анкети, ние имавме редовно, ако се сеќават граѓаните, со некогаш, да речам, покрај на веб страната, оние официјални анкети кои ги правевме да ги прашаме граѓаните за одредени проблеми, прашање или што мислат за некој проект кој треба да го реализираме од капитална важност за градот. Меѓутоа, исто така, ние правевме и анкети кај самите граѓани со носење на прашалници. Тоа го работеа председателите на урбаните задници, бидејќи тие беа најблиску до граѓаните во самата урбана задница. Имаше прашалници дали сте задоволни од чистотата на комуналец, дали имате квалитетно водоснабдување, што треба да поправиме во вашето мало, која улица треба в година да влезе во реконструкција, крпење на дупки или асфалтирање. Имавте голем број неасфалтирани улици, 62% градот беше неасфалтиран. Дали сакате детско игралиште, и тука низ тие анкетни прашалници добивавме информација како понатаму да насочиме работата на локалната самоуправа. Меѓутоа, имавме и навистина многу други алатки, например, излегуваше месечен гласник, нели така? Излегуваше отчет или гласник, сега како му беше името, на крајот од годината, на крајот од 4 годишниот мандат излегуваше отчет. Господинот Јовчевски, актуелниот градоначалник, одлична средба и трибина имаше сега, каде што преполна сала можеше да слушни што градоначалникот реализирал, што во иднина градоначалникот ќе реализира. Јас еве моја препорака до градоначалникот е што почесто да има такви средби и преку такви средби што почесто да се информира јавноста што работи општината, бидејќи видете се малку сме и ние хендикепирани во Прилеп за информираност. Ја имавме телевизијата, така, јас не знам од кои причини, ако беше приватна телевизија, таа беше еден од главните информатори на граѓаните во Прилеп и регионот. И таја се уништи, се прекина таа комуникација со јавноста и сега градоначалникот тоа треба да бара нови алтернативи. Една од вашите радија е одлична сега алтернатива, или пак некои овие електронски портали кои што исто така се доста читани, меѓутоа и користење на социјалните мрежи како што се Facebook, Instagram, како што исполнав и така натаму. Меѓутоа, главна алатка, пак да повторам, за комуникација, законска и транспарентна алатка, тоа е веб страната на локалната самоуправа. Имаме прашање и да го приведеме разговорот при крај, бидејќи ова е знак дека треба почесто да инвестираме заради интерес. Имаме одличен интерес тука на Facebook, јас морам да го искористам ово време. Покрај прашањата имаме и поздрави до вас, значи од Велијовски, вика само ти можеш градот Прилеп да го вратиш во нормален град, како што треба да биде. Поздрав до тебе, морам јас да ги прочитам овие коментари. Имаме уште еден поздрав, Мацко, ти си само за градот Прилеп. И секако уште едно прашање, Александар Илиевски вика, само Маријан може да најде решение за ФК Победа. Неговото прашање, како би ја вратиле Победа каде што и местото? Тешко прашање, јас видете интимно сум врзан за Победа, и како дете бев навијач од Победа, а и фамилијата ми се фудбалери, дел фудбалери на Победа, татко, чичко, таму да не спомнувам, тетин, ги знаат повозрастните генерации. Не е само Победа, јас би зборнал општо за спортот. Видете, по законот за локална самоуправа, локалната самоуправа е должна да финансира масовен спорт, училишен спорт, се она што е во аматерски рамки на спортот. Меѓутоа, од разбирливи причини, бидејќи бизнис секторот и покрај сите оние законски придобивки што ги доби да инвестира во спортот, некако многу срамежливо се инвестираше во спортот
во претходните години. Не можам ја да се пожалам, во мое време навистина фирмите не само што инвестира во спортот, со помош на фирмите изградивме цркви во градот, се изградија многу паркови, плоштадот Александрија. Видете, кога имате нешто остаено незавршено, завршете го. Така беше и плоштадот Александрија, знаете, почна во времето на Пиргановски, претходникот мој, беше ископано. Јас сега што требаше да речам, ова не е мој проект, како што рекол некој после мене, ја не го реализирам, нака си го реализира некој друг што ќе дојде после мене. Не, прв проект беше плоштадо Александрија што го реализиравме. Јас пак сакам да напоменам, се промаши еден прекрасен проект за градов, добијани пари од Светска банка, 2 милиони евра. Добијани пари за мостот Табана и една прекрасна авениска сообраќајно решение и улица на потегот од Солиност до Плетварец. Со кружен тек требаше да биде. 4 години се допишувавме со Светска банка, го правевме проектот с големете зеленило, подобрете го осветлувањето, ставете енергетско осветлување. Неколку пати одеа идеа се враќа проектите од Вашингтон и на крај го добивме проектот и рекоа не сега се избори, меѓутоа после изборите ќе направите тендер за да изберете фирма да го реализирате тој проект. После реализацијата на тој проект, значи 3 години грейс период, 1% камата и 10 години рок на отплата на заем и после реализација на проектот 650.000 еври донација од Светска банка за како сакате проект да реализирате. Некој дојде после мене и го откажа или не ни треба ваков проект за да направиме едно смешно мовче во во сточен пазар и 3 пати да ни падни со нанос на реката. Тоа е срамота, тоа не е добро. Истото беше и со училиште, истото беше и со ред други работи, да не ги спомнувам, не икам ни да напаѓам, не е таква емисијата, сепак ние сме биле избрани од граѓаните. Меѓутоа, истото и со спортот. Некој, онај проект што го почнавме ние за развој на спортот, победа беше во трета лига, која презеде локалната самоуправа. Ракометот не ни постоеше ракометен клуб, едно време и од бојката ја воскреснавме. Оние спортови кои што се брендови важат за градот, направивме систем како општината, по пример и на другите општини во Македонија, учествува со дел од средства, истото и во победа. Ние учествувавме негде со 30% средства, остатокот 70% беа донации од фирмите, со што се правеше една добра финансиска конструкција, да обстојува клубот во прва лига и едниот и другиот клуб и да можат граѓаните во слободното време да одат и да се радуваат на успесите и да тагуваат на неуспесите од двата клуба. Меѓутоа, во претходниот период, зборувам сега, градоначалникот ги затекна многу ситуации, 5 милиони евра затекна обврски од претходната локална самоуправа, иако 2017 година прилеп од Министерството за финанси беше со општина Велес прогласена за финансиски најстабилна општина во Македонија. Без долгови на општината, без долгови на јавните претпријатија и образовни институции во градот. За жал, Борче Јовчевски иде градоначалник и на сметката гледа секој ден контото милиони, 2 милиони, 3 милиони евра и на крај стигна до 5 милиони евра кои требаше да ги враќа овој период. Наредниот период пак сметам дека еве да ги повикам и бизнис секторот да се седни во локалната самоуправа, да се види идна можност како ајде сега изборен период ке фати, нема толку многу да биде фокусот на развојот на спортот, меѓутоа после тоа треба да се седни, да се направи една добра стратегија и повторно победа и ракометниот клуб да го вратиме на едно пристојно ниво кое што го заслужува градот Прилеп и сите спортски, да речам, љубители на спортот во градот, меѓутоа не се само тие спортови. Ние треба да развиваме училишниот спорт, од тука се вадат таленти. Треба да поддржуваме клубови кои што вадат таленти. И посебно да нагласам, не само спортот. Ние треба да поддржуваме деца кои се првенци во генерација во учење. Децата во соработка со бизнис секторот, квалитетните деца не да ги пуштаме додат во Германија, Словенија и така натаму, него кога ќе завршат средно образование, стручните служби или кога ќе завршат високо образование, да можат одма да бидат прифатени од бизнис секторот, да работат, да напредуваат, да функционират и да екзистираат во Прилеп и во Република Македонија. И да кажеме дека имаме и гледачи на Facebook од Германија кои што ве поздравуваат вас и мојата колешка и секако и честитки за
роденденот на Ристечки имаме. Благодарам. Јас еве на крајот од емисијата да ги поздравиме нашите слушатели, нашите гледачи. Ние се гледаме, тука сум низ градот цело време. Имав на еден прекрасен настан во организација на локалната самоуправа Outlet Weekend. И мислам дека се брендира настанот и понатаму ќе си трај. Тоа е добро да заживее чаршијата, дуќаните да заживеат, да му се понуди на купувачите поевтина роба, односно поевтини гардероба и така натаму да си купат производи. И тоа треба да го одржуваме како настан и локална самоуправа. Се направи и нов настан како што беше за време на Василица во центарот на градот и ред други културни манифестации. Оние кои што ги оставивме и се одржуваат, треба да ги одржуваме и понатаму. Еве ова година, на пример, Прилепска пивара ќе слави 100 години, па се надевам ќе имаме еден добар, убав и прекрасен, спектакуларен пивофест на кој што сите ќе се радуваме и во Прилеп и во Република Македонија и мислам дека во наредниот период ајде ќе поминат изборите, ние тука сега политичките секири беа закопани, сега се откопуваат, нормално иде предида, меѓутоа после изборите пак остануваме сите прилепчани, па тука треба да видиме и па сите заедно да градиме иднината на градот Прилеп. Онај кој што е паметен, земи го до тебе, ќе видиш ти уште попаметен. Ме разбирате, и така треба да функционираат сите функции, не само во градот, туку и во Република Македонија. Само со паметни луѓе се оди напред, да знаете. Мене ми е многу мило што бевте гостин, јас практично останав со многу неодговорени прашања, но тоа е знак дека повторно треба да ни гостувате во нашето студио и искрено се радувам заради тоа што рековме дека ќе биде ово на некој начин граѓански разговор, со граѓански би рекла, бидејќи рековме ние сме тука. И се надевам дека многу од овие ваши размислувања, ваши согледувања, дали тоа се граначалници, дали тоа се идни пратеници, сегашни кандидати, идни кандидати, ќе земат како една полука, бидејќи вие имате големо искуство и знаете како кога станува збор за менаџери. Некогаш и политичката опција не треба да се гледа. Ако имате квалитетен човек, прашајте го. Можете од секој ден да научите. Јас гарантирам, не мора да е од ВМРО, од СДСМ, од било која партија, левица, има квалитетни луѓе, си го сакаат градот и ќе ви укажат на некои работи, ќе ви кажат. Не треба секогаш политиката да биде, како да кажам, кочница пресудна за да може да комуницирате во интерес на напредок на градот и по квалитетен живот на сите наши сограѓани. И сега да не должиме многу, јас да ве поканам овдека студиото, сите да тука блиско ни е Шар, сепак роден ден ми е, да ве почестам, иначе полнам 25, уствари, се извинувам, 52 години полнам, да каснеме по нешто благо, има, мислам дека убава боза, има долу и лимонада. Благодарам многу за поканата, уште еднаш среќен роден ден, се надевам дека повторно ќе ни бидете гости, како што реков останаа многу неодговорени прашања, но има многу теми за разговор. Многу теми. Кога сакате, тука сум ја слободен во градот. Се има повеќе време, верувајте. Благодарам.